Се враќаме на градскиот стадион во Штип. Започнува и второто полувреме од надпреварот помеѓу Брегалница и Кожув. 3:0 по првите 45 минути. Играчите на Брегалница имаат убедливо водство, беа сосема подобар противник на теренот и тоа го валоризираа со 3 погодоци во мрежата на противничкиот голман Борче Картов. Двоен стрелец беше Андреј Кудијан во 21-та и 42-та минута, еден гол во самиот финиш на мечот постигна и Љупче Кудев. На самиот старт две промени кај Брегалница. Шефот на стручниот штаб Маријан Секуловски се одлучи на две измени. Кудијан излегува од игра, си ја заврши тој работата, постигна 2 погодоци, на негово место Тони Мирчевски со број 17, додека играта ја напушти Дарко Додев, играчот кој во 9-та минута промаши удар од 11 метри, а на негово место во игра Сашо Шоповски. Значи Шоповски и Мирчевски, нововлезени фудбалери. Во теке 47-та минута од мечот, слободен удар за Кожув со број 22, тоа е Крсте Тодоров. 5 фудбалери на Кожув во 16-тникот, меѓутоа избиена топката од Николовски и Попов, Манасиев, Зумровски, повторно кон Попов, со број 23 Лазар Стојковски кон голманот Картов, Ризов, 4 таму кон Стојковски. Стојковски ја губи таа топка, сега Кудев ја освојува, меѓутоа повторно ја освојуваат играчите на Кожув топката и сега напад по нивната десна страна со број 46 младиот Ризов, потоа Тодоров кон Зумровски. Зумровски влегува внатре, ќе упатели удар, сега Зумровски ја враќа топката назад, шири лево и преку голот. Преку голот шутираше Манасиев, беше тоа, преку голот на Давид Денковски. Дарко Стојанов го поведува новиот напад на Брегалница. Стојанов кон Мирчевски, Шоповски, двајцата нововлезени фудбалери. Шоповски, Мирчевски враќа назад кон Николовски. Николовски до Стојанов. Стојанов сега шири кон Митрев. На десната страна се префрла нападот на Брегалница. Митрев ја губи топката Нумовски. Сега со број 22 тоа беше Тодоров, Контанов и корнер за Кожув. Сега ми се чини дека во нападот ќе биде Љупче Кудев на местото на Андреј Кудијан, кој што по првите 45 минути постигна 2 погодоци. Еве го Денковски кон Кудев, денгажман, меѓутоа Попов, Манасиев, Бејков, Зумровски, Ризов, Бирчи Попов ја губи таа топка, Љупче Кудев сега продира, брз е Кудев и тоа ќе биде прекршок за жолт картон, несомнено. Го признава прекршокот и фудбалерот на Кожув со број 23, тоа е Лазар Стојковски. Кудев очигледно многу побрз од него и немаше друг начин да го сопре, освен да го фолира на тој начин и заработи зосема заслужено жолт картон во 50-та минута од надпреварот, а тоа ќе биде слободен удар за Брегалница, кој што ќе го изведе нововлезениот Сашо Шоповски, фудбалер кој што игра на средината на теренот. Центар шут на Шоповски, меѓутоа топката излегува во голаут. Ќе се обидат да го поправат впечатокот од првото полувреме играчите на Кожув во вториот дел.
Зумровски, Танов, враќа назад кон Ризов. Комбинираат сега играчите на Кожув. Повторно топката е кај Зумровски, Ризов, назад кон Бејков, Бејков кон голманот Картов. Бејков, Танов. Губа топката сега Наумовски, празен е голот, меѓутоа не успеа. Не успеа Наумовски. Наумовски не успеа на празен гол, беше истрчен голман од Картов, меѓутоа преку голот Марина Наумовски и голема шанса за Врегалница во ова 52 минута. Останува резултатот 3:0. Картов, Бакрачевски со глава, ја враќа само топката кон голманот Картов. Картов. Какво решение ќе изнајде сега до Бејков. Бејков сега ја губа топката фудбалерите на Кожув. Шоповски, Османовски, еве го Наумовски, кон Николовски, повторно Наумовски, Бакрачевски. Добро играше Брегалница во првиот дел, особено фудбалерите кои што играат на средината на теренот. Бакрачевски, потоа Османовски, Наумовски, ево Гергиевски кон Шоповски, Османовски, Шоповски, Бакрачевски, повторно Шоповски. Смирено играат, немаат потреба од брзање. Ево, Бакрачевски, Шоповски. Не успеваат играчите на Кожув да одржат некој пресинг и да успеат да ја земат таа топка. Сосема смирено, рутинирано играат фудбалерите на Врегалница. Очигледна е разликата во квалитет кај овие два тима. Впрочем и самиот резултат го збори тоа. Бакрачевски, ево Османовски кон Николовски, со број 17 ново влезени од Тони Мирчевски. Бејков изби топката во аут, меѓутоа сега измена во редовите на Кожув, со број 6 ќе влезе во игра Ристе Каракамишев. А мечот ќе го напушти фудбалерот со број 23, тоа е Лазар Стојковски. Николовски ќе го изведе аутот за Брегалница. Кон Османовски, Бакрачевски, повторно Османовски. Сега греши Наумовски. Ја одзема топката играчите на Кожув. Танов кон нововлезениот Каракамишев. По левата страна е Манасиев. Шири таму кон Тодоров, фаулиран Тодоров. Еве го Зумровски. Повторно Тодоров. Со број 11 Костадинов. Каракамишев, до Манасиев. Костадинов. Не губи топката Костадинов. Наумовски. Шоповски. Повторно Шоповски. Смирено играат фудбалерите на Врегалница во вториот дел. Георгиевски. Османовски. Наумов. Митрев. Бакрачевски сега. Наумовски. Кон Николовски. Еве го Сашо Шоповски.
Немаат ни сили играчите на Кожув да направат некој пресинг, не успеваат да дојдат до таа топка. Играчите на Брегалница многу поквалитетен тим. Мирчевски кон Николовски. Ризов во аут. Аутот ќе го изведе Анđело Николовски кон Мирчевски, враќа назад Мирчевски кон капитенот Дарко Стојанов, кој пак ја враќа топката до голманот Денковски. Сега Беков со глава, успешен во дуелот со Шоповски, меѓутоа повторно топката кај играчите на Брегалница, Кудев, Георгиевски, повторно Кудев, Митрев смирено, добро решение на Митрев кон Стојанов, Стојанов напред, Шоповски, непрецизен пас на Стојанов, Бејков ја одзеде таа топка, Картов, потоа Каракамишев, Зумровски, со пред 22 Тодоров, повторно Зумровски, враќа назад до Тодоров, немаат идеја играчите на Кожув, покриени се сите места каде што можат да продрат. Добро играат играчите на Брегалница во фаза на одбрана и сега со број 19 Николовски одзеде таа топка, оди по левата страна. Мислеше дека Шоповски ќе утрча, меѓутоа не се разбра баш најдобро и само лесен плен за голманот Картов, што шири кон Каракамишев, повторно Зумровски. Костадинов таму, повторно Каракамишев, нововлезениот фудбалер од одбраната. Кожув, Картов, Бејков, Зумровски кон капитенот Попов. Сега греши Попов, Шоповски ја одзеде таа топка, одлично Шоповски, меѓутоа без проблеми за Картов. Добра идеја имаше Шоповски да го ловува Картов, не успева тоа. Претходно и Марио Нумовски имаше одлична шанса кога Картов воопшто не беше на голот, меѓутоа не успеа да погоди мрежата од празниот гол на Кожув. Нумовски пропушти одлична шанса. Ево Манасиев сега кон Картов, Бакрачевски, Кудев, Османовски, Бакрачевски. Добро играат и Османовски и Бакрачевски на овој надпревар. Сигурнице. Одлично сега кон Кудев. Се врати назад Кудев. Османовски. Кон Митрев. Митрев, Османовски. Бакрачевски. Ево, Сашо Шоповски. Кон Марио Нумовски. Па Кудев. Лошо комбинираат играчите на Кожув, меѓутоа сепак успеа да ја одржат таа топка во игра. Сега капитенот Попов, левата страна кон Костадинов, Зумровски. Тодоров ја загуби топката, направи прекршок, меѓутоа судијата, дури сега ја прекинува судијата Младеновски таа игра и еден од фудбалерите на Брегалница се жали на повреда. Фаулираше таму Крсте Тодоров. А сега нова измена во редовите на Брегалница, со број 7 во игра ќе влезе Мартин Стојанов, еден од најдобрите фудбалери на Брегалница. Играта ќе ја напушти Љупче Кудев. Стојанов заедно со Кристијан Ацковски на клупата за резервни фудбалери на овој надпревар и двајцата беа дел од македонската фудбалска репрезентација до 21 година во квалификационите надпревари за Европското првенство. Токму и затоа се наоѓаат на клупата за резервни фудбалери на овој меч. Стојанов добива 30 минути од шефот на стручниот штаб Секуловски.
Попов, кон Јаневски, сега Тодоров, повторно капитенот Попов, повторно Јаневски, кон Бејков, Георгиевски, Шоповски сега, добро решение на Шоповски, на Умовски, шири десно кон новолезениот Стојанов, брз е Стојанов, одличен пас сега на Стојанов, мисли че тоа е Османовски, шанса за 4:0, меѓутоа успешна интервенција на голманот Картов и останува резултатот 3:0. Добра одбрана беше тоа на голманот на Кожув, кој одлично интервенираше во неколку наврати и во првото полувреме успеа да спречи удар од 11 метри на Дарко Додев, еден од незаслужните што водството на Брегалница не е и поголемо. Еве сега Мирчевски кон Сашо Шоповски, комбинира таму Шоповски кон Николовски, Мирчевски, Стојанов, Николовски, Дарко Стојанов, Митрев, Дарко Стојанов, Сашо Шоповски, Османовски. Смирено комбинираат играчите на Брегалница, имаат убедливо водство, воопшто не брзаат, сигурни се во своите квалитети. А целосно се сруши концепцијата на Кожув, кој во првото полувреме се обидува преку некои контранапади да стигнат до погодок, до изненадување, меѓутоа по погодоците кои што ги постигна Андреј Кудијан за 1 и потоа 2:0 се сруши концепцијата на тимот од Гевгелија и сега целосна иницијатива, доминација на играчите на Брегалница. Еве го Мирчевски сега по левата страна. Ја губи топката Мирчевски од Бејков. Сега Каракамишев. Кон капитенот Попов. Попов шири таму кон Јаневски, мислеше ни дека е тоа. Тодоров сега. Повторно кон Попов. Зумровски, Јаневски, Ризов, Зумровски, Јаневски, повторно Ризов, ја губи топката Ризов, сега Шоповски, Шоповски кон Николовски, Шоповски, ево го Бакрачевски, кон Митрев, Митрев на Умовски, повторно Митрев, Стојанов, Наумовски, Георгиевски, Митрев, Бакрачевски, Мирчевски, Бакрачевски, ја губи топката Бакрачевски од Зумровски, ја враќа до Танов, Бејков, Каракамишев, кон Манасиев до Тодоров, долг пас кон Костадинов враќа назад сега кон Јаневски, па Зумровски, Танов, Ризов, капитенот Попов, Мирчевски ја одзеде таа топка, повторно доаѓа топката кај играчите на Кожув, Зумровски кон Каракамишев, сега пас, но меѓутоа не успеа Крсте Тодоров да стигне до таа топка и излегува во гол аут.
а тоа ќе биде и шанса за нова измена во редовите на Брегалница. Со број 10, вториот младински репрезентативец од редовите на Брегалница, тоа е Кристијан Ацковски, кој ќе влезе на местото на Наумче Бакрачевски. Значи, влегува Кристијан Ацковски, 66-та минута, ќе одигра 25 минути Ацковски. Ги одигра и двата надпревари квалификациони и против Израел играше и против Црнагора. Кристијан Ацковски, стандарден репрезентативец до 21 година и стандарден играч на Брегалница Ацковски. Ризов со глава. Ево Османовски. Кон Николовски. Николовски само до Беков, меѓутоа Беков успеа. Кон Тодоров. Тодоров, Попов. Јанески е тоа со број 8. А Тодоров не успеа. Тодоров сега одземе на топката. Митрев шири кон Георгиевски. Сега ја враќаат фудбалерите на Кожув. Топката кон Митрев, Митрев кон капитенот Стојанов. Повторно Митрев. Мирно проигруваат играчите на Брегалница. Марио Нумовски, Мартин Стојанов. Стојанов враќа назад кон голманот Денковски. Денковски шутира на половината на Кожув. Бејков кон Каракамишев со број 6. Повторно Бејков. Немаат идеја играчите на Кожув во второ полувреме. Срушена целата нивна концепција која се базираше на контранапади во првиот дел и сега само некои јалови додавања на нивната половина, меѓутоа ништо посериозно. Бејков, голманот Картов. Повторно Каркамишев до капитенот Попов. Бејков, Ризов, сега десниот бек. Контанов, повторно Ризов. Ниту фудбалерите на Брегалница не се трудат да нападнат на половината на Кожув. Впрочем, имаат и водство 3:0, ги штедат своите сили за следните надпревари и сепак ја одземаат топката без некои поголеми проблеми. Мирчевски враќа назад кон Николовски и сега тие ќе поведат нов напад. Митрев кон Мартин Стојанов. И фал прави десниот бек Бојан Георгиевски. Фал во напад. Фолиран беше Јосиф Манасиев. Ќе биде тоа слободен удар за играчите на Кожув. Бејков, Филип Ризов, Јаневски, Контанов. Повторно Јаневски. Ризов враќа назад кон Бејков. Бејков кон Зумровски. Повторно Танов. Бејков кон Каракамишев. Каракамишев сега враќа назад кон голманот Картов. Крсте Тодоров сега презеде таа топка, меѓутоа неуспешен пас таму. Мартин Стојанов ја одзеде топката. Стојанов кон Нумовски. Дарко Стојанов. Николовски, повторно враќа кон Стојанов.
рутинирано игра Брегалница во овие последни 10 минути. Сега ја губа топката, меѓутоа за само неколку моменти фудбалерите на Тиквеш не успеа да ја задржат таа топка повторно во посет кај играчите на Брегалница. Ацковски кон Митрев, Ѓоргиевски, повторно Ацковски, Шоповски, Наумовски, Дарко Стојанов, Митрев, повторно Ѓоргиевски. Во овие моменти гледаме бесконечно многу пасови од страна на фудбалерите на Брегалница, а играчите на Кожув не успеваат воопшто да се доближат до таа топка. Не успеваат ни да извршат некој пресинг. И еве, на овој начин само може да ја земат топката, доколку играчите на Брегалница направат некоја грешка. Зумровски кон Јаневски. Ево сега Јаневски се обиде да шутира од огромна далечина. Топката го закачи Дарко Стојанов и без поголеми проблеми за голманот Денковски, кој веднаш ја упатува топката до неговите одбранени фудбалери. Митрев па Стојанов. Стојанов кон Шоповски, сега грешен пас на Шоповски, меѓутоа греши и Зумровски, повторно Шоповски, Анес Османовски, Османовски кон Митрев, Митрев, Шоповски, Ацковски, Наумовски, Шоповски, неуспешен пас на Шоповски. 73-та минута е во тек. Резултатот оној првото полувреме кој беше многу поинтересно. 3:0 со головите на Кудијан во 21-та и 42-та минута и во 45-та минута Љупче Кудев постигна погодок. Николовски ја одзема топката, смирено кон Османовски, комбинираат играчите на Брегалница на средината на теренот. Мартин Стојанов, Ацковски, повторно Стојанов, двајцата младински репрезентативци. Османовски, сега грешен пас на Османовски, меѓутоа ја закачи топката еден од фудбалерите на Кожув, а во меѓувреме нова измена кај Брегалница, со број 6 ќе влезе младиот Ѓорги Цанев, на местото на левиот бек Анџело Николовски. Николовски напушта играта, а влегува Цанев. Ѓоргиевски кон Стојанов. Стојанов там враќа назад кон Митрев. Митрев до Дарко Стојанов. Дарко Стојанов кон нововлезениот Цанев. Цанев, Ацковски, повторно Цанев. Мирчевски. Враќа назад Мирчевски. Кон Дарко Стојанов. Дарко Стојанов сега напред кон Шоповски. Фаулира Цанев. Се жали еден од фудбалерите на Кожув на повреда, тој е Танов, Славе Танов, фудбалерот со број 7. А слободниот удар ќе го изведе Зумровски. Кон Попов, сега Попов, ќе губи топката Попов, одново влезениот Ацковски, Мирчевски, Цанев, Дарко Стојанов, па Митрев, Денковски. Сега Денковски успеа некако да ја отстрани таа опасност со Зумровски во аут. За Цанев, ево Шоповски. Одличен потек сега на Шоповски. Наумовски. Шоповски. Мартин Стојанов враќа кон Ѓоргиевски, Ѓоргиевски. Османовски. Дарко Стојанов. Митрев, Османовски.
комбинираат играчите на Брегалница. Не е многу интересно на градскиот стадион во Штип во овие изминати 15-20 минути. Комбинираат фудбалерите на Брегалница, воопшто не се ни трудат да направат некоја акција или шанса за гол. Меѓутоа немаат ни потреба, бидејќи водат со 3:0, а играчите на Кожув сосема немокни. Иако има уште 15 минути до крајот на мечот, ми се чини дека овде е се готово. Брегалница далеку поквалитетен противник, но овој надпревар. Иако на табелата Кожув е трети, Брегалница прва. Јаневски, неуспешен пас на Јаневски, Митрев сега, кон Стојанов, Георгиевски, Ацковски до Дарко Стојанов. Одлично комбинираат играчите на Брегалница, сега на влезениот Цанев до Мирчевски, Шоповски, ево Мирчевски, Сашо Шоповски, кон Дарко Стојанов, повторно кон Мирчевски, Шоповски, Мирчевски, одлични комбинации, Наумовски, ево Георгиевски кон Стојанов, Мартин Стојанов е тоа, Кристијан Ацковски, Мирчевски кон Георгиевски, Наумовски, повторно Георгиевски, Ацковски, Стојанов, Мартин Стојанов, аут за Брегалница. Наумовски враќа кон капитенот Дарко Стојанов, Митрев, повторно Наумовски, кон Шоповски, кон Дарко Стојанов, повторно Шоповски. И сега греши Ацковски, не успеа да прими таа топка. Меѓутоа не играчите на Кожув не успеваат да изведат брз контранапад. Како и тие да чекаат да заврши овој надпревар, иако има уште 12 минути до крајот на мечот. Немаат сили за некој изненадување. Јаневски, Попов, Танов, повторно Јаневски, сега лево, кон Тодоров, не успеа да уфрли таа топка. И само гол аут за Брегалница, односно за голманот Денковски, кој веднаш кратко додава до Дарко Стојанов кон Цанев. Шоповски, ево Ацковски, кон Наумовски, повторно Ацковски, шири десно Ацковски кон Мартин Стојанов, Анес Османовски, Шоповски, Мирчевски, повторно Шоповски и повторно враќаат назад фудбалерите на Брегалница. Ајде во меѓувреме да ги кажеме и резултатите по 80 одиграни минути во втората македонска фудбалска лига. Китгово Пекчево води против Росово со 3:0. Победа Каменица Саса 1:2. Води Саса на гости против победа. Слогавиница Плачковица 0:0. Тиквеш води против Осогово со 2:1. На надпреварот Брегалница Кожув резултатот е 3:0. Тоа е активен резултат што првото полувреме кога се играше многу поквалитетен фудбал. Видовме многу шанси за гол, пропуштен пенал од Додев и 3 погодоци во мрежата на Борче Картов. 2 постигна Андреј Кудијан, центарфорот на Брегалница во 21-та и 42-та минута и во самиот финиш на првото полувреме гол постигна младиот Љупче Кудев за овој моментален резултат од 3:0. Ево Каракамишев, Насиев. Се чини дека се задоволни фудбалерите на Брегалница со водството од 3:0. А фудбалерите на Кожув сосема немокни да организираат некој посериозен напад или да стигнат до голот на Денковски.
Ево Зумровски кон капитенот Попов, Попов кон Ризов, Тодоров, неуспешно Тодоров успеа Цанев да ја одзеде таа топка. Шоповски сега одлично кон Мирчевски, Мирчевски кон Османовски, Османовски остава до Нумовски, повторно Османовски, десното Мартин Стојанов, Ми се чини дека фудбалерите на Брегалница ги чуваат своите сили за наредните предизвици, за наредните надпревари. Овде се е решено, победникот е решен, уште во првото полувреме. Османовски кон Нумовски, Ацковски, Османовски, Нумовски комбинираат, ја губат топката од Попов, сега Зумровски, ќе имали шанса за контранапад на Кожув, Анасиев сега. Тодоров кон Јаневски, Јаневски кон Танов, Танов сега, тој е Тодоров, далеки има таму шут кон голот на Денковски, не успеа Тодоров, беше покриен од одобравените фудбалери на Брегалница. Повторно топката во посет на Кожув, капитенот Попов ја врати топката до Бејков, Бејков повторно до Попов, Перака Мишев, Бејков повторно, ево го Тодоров сега и капитенот Дарко Стојанов во последен момент ја исфрла таа топка во корнер за Кожув. Еве по подолго време корнер за една од екипите на теренот, тој корнер за Кожув во овој случај ќе го изведе фудбалерот со број 7 Славе Танов. 83-та минута е тек. Шанса сега за Кожув, за можеби почесен погодок. Танов еве сега со глава, одбрана Денковски. Ми се чини дека тоа беше Зумровски, добар удар беше тоа со глава, уште подобра интервенција на Денковски. По подолго време видовме конечно еден удар кон голот на Брегалница со глава, вече тоа ми се чини Зумровски, а Денковски одлично интервенираше. Ево Мартин Стојанов сега и оди кон голот на Кожув, дали ќе упати удар? Не успеа. Не успеа. Проба да направи уште еден дриблинг, меѓутоа сосема непотребно, можеби требаше да шутира. Ја загуби таа топка, меѓутоа и фудбалерите на Кожув веднаш ја губат топката. Таа доаѓа кај играчите на Брегалница. Цанев кон Дарко Стојанов кон Митрев, Османовски, повторно капитенот Дарко Стојанов, Цанев, Шоповски, Цанев, Дарко Стојанов враќа кон голманот Денковски, избива Денковски напред, само до Костадинов, повторно Костадинов, Попов сега, Попов кон Јаневски, меѓутоа недоразбирање сега беше тоа со Костадинов таму и не успеа фудбалерите на Кожув да изградат некој посериозен напад и да створат шанса за гол. Еве Денковски напред, нема офсет таму, Мартин Стојанов ја враќа топката назад до Нумовски, сега Нумовски на спротивната страна кон Мирчевски, кон Шоповски и Ацковски. Ево Цанев смирено до Шоповски, повторно Цанев и сега Попов ја одзеде таа топка. Бејков, остануват уште 5 минути до крајот на овој надпревар. Првото полувреме беше далеку поинтересно, во вториот дел немаше многу можности. Брегалница задоволна од високото водство 3:0 ги штедеше своите сили, а Кожув се покажа дека не е достоен ривал за Брегалница на овој надпревар. Еве сега шанса за играчите на Кожув, Зумровски кон Јаневски, Тодоров мисли че не тоа. И сега шанса за Јаневски, ќе има ли удар кон голот на Денковски? Не. Сепак Денковски успеа да реагира, Јаневски не успеа да упати удар кон голот на Денковски. Денковски до Цанев кон Мирчевски,
Кристијан Ацковски кон Митрев. Митрев ја повлекува таа топка кон Ѓоргиевски. Анес Османовски, добро одигра Денес Османовски. Еве го Кристијан Ацковски, повторно Османовски кон Мирчевски. Цанев се уфрла по левата страна, меѓутоа Мирчевски кон средината на теренот не се брза на играчите на Брегалница. Комбинираат на средината на теренот Наумовски кон Мартин Стојанов и ја стигна таа топка Манасиев, повторно Манасиев кон Тодоров, односно Костадинов е тоа. Каракамишев, еве го Тодоров. Зумровски. Лош пас на Зумровски, одземе на топката, сега во последни играчите на Брегалница. Османовски. Стојанов, Мартин Стојанов е тоа. Ево го Дарко Стојанов, капитенот, кон Цанев. Цанев. Кон Мирчевски. Мирчевски враќа назад, кон Дарко Стојанов. Шоповски. Ево сега. Османовски кој загуби таа топка и сега шанса за контранапад на Кожув, Јанески кон Танов. Танов кон Зумровски, меѓутоа не се разбра баш најдобро Јане. Танов и Зумровски одземе на топката. Ѓоргиевски сега повлекува по десната страна кон Мартин Стојанов. Османовски комбинира со Шоповски, Цанев, повторно Шоповски. Повторно Анес Османовски, ево го. Цанев. Цанев сега по левата страна оперира, кој влезе во игра на местото на Николовски. Мирчевски е таму исто така. Дарко Стојанов. Тонио Митрев кон Ѓоргиевски. Остана уште една минута до крајот на надпреварот. Ми се чини дека судијата Дејан Младеновски од Скопје нема многу да го продолжи второ полувреме, бидејќи и немаше многу прекини, а и не видевме некоја интересна игра во последните 30 на минути. Ево Мартин Стојанов сега, Шоповски, Дарко Стојанов, кон Цанев. Цанев враќа назад кон голманот Денковски. Денковски сега напред кон Стојанов. 2 минути продолжение сепак. Судијата Младеновски ќе го продолжи мечот за 2 минути. Ево Шоповски. Негови топката Шоповски од Бејков. Манасиев враќа назад, нема цели играчите на Кожув. И ми се чини дека и со овој резултат ќе заврши овој надпревар. Воопшто не видовме некоја посериозна шанса во последните 30 на минути од второто полувреме. Попов, Каракамишев, кон Бејков, ево Зумровски, Ризов, кон Тодоров, Ризов, последниот судиски свиреш, Стојанов, Ацковски, Цанев, враќа Цанев кон Дарко Стојанов, сега Бејков кон голманот Картов, Османовски и
изфрлал топката во аут за Кожув. И ми се чини дека во секој момент крај на овој надпревар од 12-тото коло помеѓу Брегалница и Кожув. Стојанов, Османовски, сите го чекаат крајот на овој надпревар и во овие моменти крај на мечот од 12-тото коло во втората македонска фудбалска лига. Фаворитот Брегалница без поголеми проблеми успеа да го совлада Кожув, третопласираниот тим на табелата, со резултат 3:0. Двоен стрелец Андреј Кудијан во 21-та и 42-та минута. Третиот гол за Брегалница го постигна Љупче Кудев во 45-та минута. По овој триумф Брегалница останува на првата позиција на табелата со 32 бода, повеќе два бода повеќе од Тиквеш, и на третото место останува екипата на Кожув со 18 освоени бодови. Тоа беше се од градскиот стадион. Останете со нас.